Јавната општинска установа Библиотека Искра во соработка со Сдруженијето на слепи лица Кочани денеска спроведе активност во рамки на реализација на проектот со наслов Збогатување на библиотечното катче со аудио и брајови книги. При тоа беа промовирани книги наменети за лицата со оштетен вид, слабовиди и слепи лица. Фондот за слепи и слабовидни лица во Кочани, мислам во нашата библиотека, е многу мал. Имавме само неколку брајови книги кои ни беа поклонети од Министерството за култура. Затоа одлучивме оваа година заедно со колешка Магдалена Кочовска-Салтирова да конкурираме со проект до Министерството за култура од национален интерес, проект за збогатување на библиотечно катче со аудио и брајови книги. Насловот на проектот е Збогатување на библиотечното катче со аудио и брајови книги, се со цел, како што им овозможуваме на сите останати наши членови и сограѓани да имаат можност да ги користат нашите услуги, така да и за лицата со оштетен вид да можат да ги користат услугите на библиотеката нормално со ваквите книги. Успеавме да набавиме 7 наслови, брајови книги. Овој пат се одлучивме за наслови од наш роднокраен автор. Брајовите книги се претежно се драми, пиеси, новели на Сашко Насев, син на Насе Насев, добро познат на сите нас, борачот од Кочани, инаку универзитетски професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Тоа се брајовите книги се наменети за возрастни. Внимававме да бидат покриени сите потреби. Имаме и книги, меѓутоа аудио книги за потребите на детската популација. Претежно тоа се лектерни изданија од 1 до 5 оделение. Повеќе наслови имаме: Сонна тркала, Сакам книги, Сказна за детето, Вилен и така натаму. И за немладите имаме во склопот на проектот со можностите кои ни беа на располагање, сликовница, кошница со овошје, класична сликовница и аудио сликовница. Со овој проект се изразува силна и отворена поддршка за инклузија на маргинализираните групи во општеството, како што се лицата со оштетен вид, односно слабовиди и слепи лица, под мотото да се биде свесен за еднаквоста на сите во општеството. Проектот е од национален интерес во културата од областа на библиотечната дејност за 2023 година.